Во новата тема ќе разговараме со нашите атлети за значењето на лидерите во спорт тимовите, од најпознатите тимски дисциплини. Мислам дека една од главните вештини кои што треба да ги поседува еден лидер е неговата комуникација. Мора да е на врно ниво, поради тоа што тој мора да ги координира своите соиграчи во текот на било која игра да се игра. Исто така, пример, во жарот на играта, многу соиграчи влегуваат во конфликти. Тој мора да застане на некој начин помеѓу нив и да ги заедно со него да им помогне да ги решат тие проблеми. Но, например, може да се направи аналогија дека еден лидер на еспорт тим може, исто како во некоја фирма, може да се види дека ги бара сличните способности. Тој треба да е смирен, сталежен, индивидуално не мора да е најдобриот во екипата, но тој треба да ги препознае какви способности има и да го извлече максимумот од нив за да достигнат целта нивна, што нормално на секој тим е победа. Например, некој може да е, например, во Counter Strike да е најдобар фрагер и како да му возможи на тој играч да добие највише килови. Дека пак некој друг може би е подобар како супорт плеер, нели, помошник. И така на некој начин да ги распореди секој да искористи најдобро својата улога во тимот. Да се биде лидер во еден тим, според мене треба да биде столбот на тимот, да знае како треба точно да ги координира со играчите. Сепак лидерот е тој што треба, да кажеме, за нјанса малку повеќе да се посветува во однос на тоа како да се унапредат некои работи во тимската игра, да направат тактики, како тоа би функционирало, да знае како да ги распореди играчите во дадена ситуација, да им помогне, да им сугерира. После од кога ќе заврши играта, да знае како да направи анализа каде сгрешил, што треба да се промени и така натаму. Зависно од форматот на играта, не може секогаш да има лидер во дадената ситуација ако е индивидуална игра, но најчесто во тимски игри лидерот треба да ги знае способностите на неговите играчи, како ќе изреагираат они во конкретен момент, во кои ситуации нивните способности ќе имаат повеќе бенефит, во кои ситуации они би биле искористени за дефокусирање. Исто дополнително е битно да се знае кои се нивоата на толеранција и на разбирање на другите играчи, дали они се на тоа ниво на кое што е потребно за да има синергија помеѓу играчите. Исто така дали има дополнителен простор за учење, дали има капацитет, дали играчот може да размислува на ниво на бројки, на мета и на такви работи. Да бидеш лидер во еден тим е дефинитивно нешто, морам да кажам, малку исцрпувачко и не мислам дека секој може да биде лидер во еден тим. Лично јас како лидер повеќе имав за задача да ги смирувам егата на сите играчи и да пробам да направам целина од нив, отколку било што друго, така да посебно во Македонија, пошто сите во Македонија сме најдобри и не сакаме да играме со тој или тој прави грешки и ти како лидер мора да ја неутрализираш тензијата, што е не секогаш лесно, но јас мислам дека успешно се справи со тоа, така да за да бидеш лидер дефинитивно ти треба малку истрајност и смиреност и желба.